Екипата на Ексклузив МК имаше чест да направи интервју со познатиот млад фудбалер Столе Стојчевски. Со Столе разговаравме за неговата кариера во фудбалските води, што планира во иднина и што треба да се подобри во македонскиот фудбал. Раскажи ни нешто за твоите први почетоци. Па вака, уште оддавна многу, не знам, многу малци мислам дека знаат. Јас најпрво почнав како голман, уште на 6 годишна возраст, во Вардар како голман почнав. Тоа беше се ради татко ми, зашто он како помлад уствари играл фудбал, исто бил голман, но друго време било тогаш. Од 99-та па навака, фактички сватив дека имам грешка направена, дека не сум за голман, дека треба да играм. Од тогаш, уште во Вардар 99-та година, па тек тоа пред 2-3 години ја бев член таму, сите младински категории ги поминав. Исто во првата екипа бев 2 години, до пред 6 месеци. Од мали нозе фактички сум во Вардар. Кој клуб ти има останато така највише во срце и од кој клуб имаш научено највеќе? По соглед дека сум во Вардар од мали нозе, таму и одлучив да продолжам како професионалец. Кога имаше и други опции, одлучив, бидејќи клубот од мали нозе го сакам, од мали нозе пратам и кога биле шампиони, затоа го засакав клубот. Условно кажано, ете, ако мал ми се оствари желбата да играм за Вардар, иако има доста време, моментално не сум таму, не се знае понатака, али Вардар го ставам број 1. Кога свати дека фудбалот ќе биде твоја професија, а не само хоби? Па како што поминуваше времето, така сваќав се повеќе дека на тоа ќе се ориентирам. Уште од мал нели почнав нормално како младински категории, не го гледаш толку активно, но веќе како што идат годините сваќаш дека и сам видов дека тоа ќе ми биде и како работа и како хоби и како се, и затоа продолжив тие насоки со фудбалот како професионалец. А што мислиш ти за фудбалот во Македонија? Еве како некој што има доста големо искуство. Па мислам дека е во фаза на развој. Можеби заостануваме во некои гледни точки, во инфраструктура, во стадиони, во услови за играње, но мислам дека со тек на годините ќе биде се подобро. Иако ние бар до сега овие генерации не сме растени во некои си не знам какви услови, затоа мислам дека годините понатака ќе биде многу подобро. Како поминува еден твој професионален ден? Па сега, зашто е во македонското првенство пауза, малце порелаксирано, има така наречена активна пауза. Можеби е порелаксирано, но пак се тренира. Иначе обично вака на сабаља нормално стануваш, прво знаеш дека имаш тренинг, после тренинг задолжителен одмор. Одмараш, имаш саат-два пак слободно, попладнето знаеш дека те чека друг тренинг. Тоа углобала така денот кога е сезоната во тек. Дали можеби имаш некои понуди од странство и каде се гледаш да речеме за 10 години? Како секој играч, нормално е дека ќе имаш понуди од странство, но треба да почекаш да избереш да видиш што е најубава, да видиш колку е понудата сериозна, колку ќе ти одговара според тоа како се замислуваш понатака. Нормално секој играч од Македонија или од било кај гледа што подобро да успева кариерата. Понатака нормално надвор од Македонија. Таму има подобри услови, подобро фудбал, речи си сегде. Така да, можеби за брзо, можеби ќе почекаме, но надвор од Македонија така се гледам понатака. Кои се твоите очекувања од финалето на Лига шампиони помеѓу Атлетико и Реал Мадрид? Па во шпанско првенство повеќе сум за Реал Мадрид, затоа навивам за Реал Мадрид. Очекувањата доста тежок натпревар, видовме како Атлетико Мадрид помина до сега. Финале не се знае, јас навивам за Реал Мадрид, па подобриот нека победи. И само за крај би те прашала што е тоа што треба македонскиот фудбал да го подобри за да може еден ден, здравје Божи, некој македонски клуб да се види во Лига на шампиони? Па, како што кажа, македонскиот фудбал е во фаза на развој, можеби не е на високо ниво,
Но ете, знаеме дека Варлер и Шкендија се на добар пат за натак, ете кажам, на кај Лига шампиони, но мислам дека се уште сме далеку, али ќе видиме, сега има здравје во јуни, европски настап имаат и двата клуба, тука и работнички, па се надеваме дека некој ќе избори пласман во завршната фаза во групите, што до сега се нема случајно. Сигурно би било историски успех. Јас сум Столе Стојчевски, вие гледате и читате Ексклузив МК.